K15! Почитувани гледачи, добро вечер и добродојдовте во вечерашното издание на нашиот квиз Како да станеш милиардер. Вечерва наш гостин и наш учесник во вечерашното издание е господинот Миле Паника. Добро вечер. Добро вечер. И добро дојдовте во нашето студио. Како се чувствувате? И добро ве најдов, прекрасно се чувствам. Прв пат сум пред камера. Вообичаено е нашите гости да ги прашаме дали имаат трема. Па да ви кажам искрено, да некој начин малку имам, меѓутоа се надевам дека со ваша помош и со Божи благослов дека тоа ќе биде се да зави до ниво. Господине Паника, што работите вие? Па моментално не работам ништо, бидејќи сега сум на апанажа. А пред тоа? Пред тоа бев на лапанажа. Каде? Државен функционер бев во таа зградата кај бивша цека што е тука кај Жабарот. Владата. Влада на Македонија, министер, точно, бев министер во владата. Добро, рекавте сега имате слободно време, предпоставам бидејќи сте на апанажа, со што се занимавате? Па да ви кажам сега имам доста слободно време. Во изминатиот период имав полуобврски, едноставно нема време за приватен живот, така да сега одлучив слободното време да го искористам, да читам книги, намо каде што застанав практично пред да бидам експлоатиран со работа и едноставно продолжив да читам намо каде што застанав во златното време. И што читате сега? Па сега читам моментално ха-ха-ха и 2-3 ах, Волшебното сабарче, Зоки Поки и други дела од класици од... Значи, нашиот вечерашен учесник уште еднаш, господинот Миле Паника. Нека ви е со среќа. Еве. Мислам дека ќе ми биде потребна. А сега ве молам, внимавајте добро, концентрирајте се, го поставуваме првото прашање. Должен сум да објаснам за публиката, бидејќи нашиот вечерашен гостин од секогаш работел со големи бројки, па стартуваме директно од 500 милиони евра. Господине Паника, слушајте ме добро. Еден функционер од ваш калибар за време на 4 годишен мандат може да заработи под А 100 милиони евра, Б 200 милиони евра, В 500 милиони евра и Г 296 милиони евра и 300. Повелете. Интересно прашање, мислам, де... Па вака сега. 100 милиона, мислам дека е пода, мислам дека е малку, бар ја како што бев... За еден мандат беше, така? Да. Мислам дека зависи да која функција точно, меѓутоа у златното време тоа беше малку. Ова 200 милиона тоа би можело да биде тука негде да се движи. Ова 500 милиона под В, мислам дека е многу. Одреден број да членови од тоа може да достигнат, меѓутоа и да го направат тоа у секој случај е сума која што може да боде очи. Не верувам дека е тоа. Ова 200 исто мислам дека... Си извинувам, само... Па мислам дека... Ја би се одлучил за одговорот под Г 296 милиони и 300. Дали сте сигурни? Уште еднаш само ве молам за проверка. Сигурен сум. Одговорот под Г е точниот 296 милиони и 300. Значи, дефинитивно Г. Г. Дефинитивно. Вашиот одговор е точен, господине Паника. Честитам 750 милиони евра се ваши и сигурни
доколку продолжите понатаму и доколку успеете да достигнете до милиардата и да станете нашиот прв милиардер. Дали ќе одите понатаму? Па бере и бајка ми уште од мал ми викаше сине тебе или ќе те биде или нема да те биде. Идеме до крај ова шо со 750 милиони евра. Но пред тоа реклами. Дали вашиот стомак изгледа вака? А сакате да изгледа вака? Тоа ќе го постигнете со само 300 неверојатни сарми сместени, замислете, во само едно тенџере. За само 500 денари. Ова тенџере ќе биде испорачано во вашиот дом и при тоа ќе добиете неверојатни 149 денари кусур. И тоа не е се, доколку не сте задоволни од кусурот. За 7 дена истиот можете да го вратите. Ако вашиот стомак изгледа вака, само со 15 сарми на ден може да изгледа вака! И јавете се веднаш. Зајтинот е на наша сметка. Се враќаме повторно во студиото во нашата емисија Како да станеш милиардер. Вие веќе добивте 750 милиони евра, на прагот сте да добиете и милиарда евра за прв пат во последњето на оваа емисија. Го поставуваме второто прашање. Рековте, одите понатаму. Да не сте се пишманиле? Не, дефинитивно. Добро. Слушајте ме сега добро. Ако некому овозможите да добие на тендер некоја работа, можете да земете провизија од тоа 2%, под А, под Б 8%, под В 15% и под Г 25%. Има ли потреба да ви повторам? Не, нема потреба. Нема сомнеш дека како вака пред крај мислам стварно најтешките прашања се. Ова е има малку и стајате у принцип све е врзано со општо човечка вистина, али овдека има многу субјективни моменти кои што... Добро, сепак се бројки, а вие сте тука многу вешти. Па ова 2%, некако на секого би му дошло прво да каже одма, меѓутоа мислам дека тој одговор е бабка, заради тоа што да сите ни е врежено во главите 2% заради она не те фермам ни 2% и убеден сум дека е тоа бабка, особено и многу малку е, сега зависи колку е вкупната сума. Добро. Тоа го елиминирам. Да не сакате случајно 50-50? 50, не ќе 50, па многу е 50, како 50-50? Не, мислев на да ги елиминираме прашањата 50-50. Не, ја мислев да не сакате да делиме 50-50. Зашто кога дава човек 50 му е многу, кога зима е малку, тоа е релативитет. Не, сепак јас би се одлучил да не одам на тоа. Ова по Б 8%, па не сум сигурен, сега изгледа малку, сега зависи колкава е вкупната сума на тендерот, меѓутоа ја лично мислам дека за 8% да се земе провизија ризикот е преголем. Мала е сумата, може да се изгуби работно место. Ја никогаш не би се согласил за 8%. Да се согласиш, треба да си улав, а ја така себе си не се сметам, така да и ова 8% ќе го елиминирам. Јас само да ви предочам дека имате можност да користите уште помош од вашиот пријател по телефон и мислењето на публиката, па вие одберете. А можете и директно да одговарате. Па можам, да, меѓутоа ова пак е клучниот. Јас сепак би ги искористил, ако може да би искористил јавувањето кај пријател. Ако може, кого ќе побараме? Ќе побарам мојот пријател од бившиот мандат Тошо. Ве молам, господинот Тошо Малерот. Господин Тошо, добро вечер. Квизот Како да станеш милиардер. Добро вечер. Вашиот колега ќе ви постави едно прашање, вие имате 30 секунди да му помогнете, повелете. Сега? Тошка, ние кога бевме у нашиот мандат, кога делевме тендери, колку зимавме провизија? Види, Патка, тогаш
Ја и ти зимавме 10 до 15%, ама ние сме втор ешалон, бе, овие од првиот ешалон, јебем лига колку зима, од кај да знам. А ние колку 10 до 15, пошто кај тебе идева, да. Толку. Повелете, дали се одлучивте за одговорот, дали нешто ви помогна овој телефонски разговор? Да, ова е за вториот ешалон, сега стварно, тука е малку... Може би публиката може да ви помогне, ве подсетувам уште еднаш. Па добро, ајде, пошто е последно прашање, би го искористил и помошта од публиката. Ајде, дека да видиме како... Добро, значи почитувана публико, слушајте добро. Се работи за 4 можни одговори, под А 2%, под Б 8%, под В 15% и под Г 25%. Сега, господине Мило, лабавете се, праксата покажала секогаш дека публиката ги дава вистинските одговори и дека многу им помогнала на сите учесници во нашиот квиз како да станеш милиардер. Еве, имам сигнали од режијата дека имаме одговорот на публиката. Значи, публиката се одлучила за одговорот под В, а тоа е 15% и тоа со 100% сигурност. Значи, 100% од публиката се за одговорот под В, а тоа е 15% провизија. Просто ме чуди, ние вакво единство у нашава држава не сме имале. Токму тоа сакам да кажам, но сега и во нашиот квиз немало ниту едно прашање со таков процент да биде публиката сигурна во тој одговор. Па, вие сте на потек, господине Па, Паника. јас бе, значи, како што реков, ова 2% го елиминирам, 8% да. Публиката вели 15. Публиката вели 15. И јас викам под Г, сепак мислам 25%. Дали сте сигурен во тоа? Сигурен. Па сигурен сум, сигурен. Под Г 25% провизија. Господине Миле Паник, вие во овој момент можевте и станавте милиардер, господине Миле Паника. Точно одговорите на прашањето, точниот одговор на тоа прашање е под Г, 25% провизија при делење на тендери. Честитам, ете и солзи радостници потекоа. Можете и вие да видите, почитувани гледачи, на лицето на господинот. А кому не би му се случило тоа, кога одеднаш така неочекувано во нашата емисија ќе стане милиардер. Ви честитам уште еднаш, господине Миле Паника. Сега, кога ги добивте парите и кога парите ви се на сигурно, јас би ве запрашал, токму за одговорот под Г, кога публиката со 100% сигурност гласаше за одговорот под В, односно 15%. Па да ви кажам, тоа и ми беше пресуден момент за да се одлучам за 25%. Овој народ да знаеше да гласа као што требе, требаше да дојде на овоа дереđe.